Здрава на сите и добре дојавте назад на каналот Ивона и Марио. Како што гледате по насловот, денеска конечно се одлучив да направам storytime видео во однос на тетоважите кои ги имам. Многу често на лајвовите ми поставувате прашања што ти значат тетоважите, колку тетоважи имаш, каде ти се наоѓаат, каде си имаш тетовирано, пред колку време си имаш тетовирано, дали планираш во иднина нови тетоважи. Па во оваа видео ќе ви ги објаснам и ќе одговорам на сите тие прашања. Јас имам 3 тетоважи и сите 3 ми се на левата рака. Првата тетоважа ја направив пред да наполнам 18 години, тоа е оваа тетоважа и мене тетоважите всушност ми обележуваат еден период од животот. Самите символи не ми се толку нешто многу значајни. Ова е виолински клуч, меѓутоа тој виолински клуч не треба да асоцира само на музика и на тоа што јас пеам и се занимавам со музика, туку означува цел еден период во мојот живот. Пред да наполнам 18 години, јас всушност бев и најактивен на музичко поле, се надпреварав на многу музички надпревари, се борев да освојам публиката, да добијам свое место на звезденото небо и така натаму. Тогаш бев у тие тинејџерски години кога пробував на вистински начин да си го остварам сонот и без разлика на исходот од сето тоа, јас одлучив тој период да го обележам на своето тело, односно на левата рака, и тоа да ми биде првата тетоважа. Знам, многу е критично кога првата тетоважа ќе си ја ставите на видливо место и препорака од сите тату артисти е да не се става првата тетоважа на некое видливо место, затоа што знае да ти здосади, особено кога тоа го правиш во 17-18 години, кога и не баш имаш големо животно искуство. Меѓутоа, ја и денеска, после 4-5 години, имам 22, уште малце 23, на 18, отприлика 4-5 години после тоа се уште не се покајав, некогаш ми е чудно, некогаш онако кога ќе се загледам тетоважите си викам, добре, ова цел живот ќе го носа. Меѓутоа, навистина не се кам тоа и секогаш кога ќе погледам тетоважата ме потсеќа на времето кога бев онака млад, зелен и со огромен ентузијазам во однос на музиката. И денеска сум таков, меѓутоа, ето тој период тогаш почна се. Можам ајде така да ја скратам приказната. Втората тетоважа ја тетовирав на полни 18 години, неколку дена пред матура, мислам дека, значи на крај на 4-та година. Тоа е оваа тетоважа, односно ова, и можеби една од моите најпознати, затоа што е онака највидлива, можам да речам. И тоа е според мене и најестетската тетоважа, некако најубаво изгледа, пошто ми се естетски хороскопските знаци, не знам, јас сум малце забеган по таа естетика. Сакав некако целото моје семејство да го ставам на рака и 18 години ме асоцира, тој период ме асоцираше на нешто каде што јас треба да започнам свој живот, каде што треба да бидам јас самиот за себе, да продолжам сам да се воспитувам, да се едуцирам и така натаму. И со тоа сакав да им се заблагодарам и на сите членови од моето семејство што ето досега ми припомогнале да израснам во еден здрав и прав човек. Третата тетоважа е тетоважа која ја тетовирав пред можеби неполни 2 месеци, не знам, месец и пол 2. Тоа е оваа тетоважа. Оваа тетоважа ја тетовиравме заедно со сестра ми. Сестра ми е жената која најмногу сакам на цел свет, така да мислам дека и птичките на гранки тоа го знаат, и птичките, како тоа лошо звучи. Нема врска. Сите веќе знаете дека многу ја сакам сестра ми и долги години наназад зборуваме за тоа да ставиме една заедничка тетоважа. Таа неодамна, односно не неодамна, пред скоро 2 години се пресели во Германија. Многу ретко се гледаме, многу често се слушаме и постојано дискутиравме во однос на темата дај конечно да ставиме заедничка тетоважа. Јас бев противник конкретно за тетоважата која направивме, односно Infinity, затоа што јас многу антипатично ми е кога одреден символ ќе стане тренд во однос на тетоважите. Сите знаеме дека тетоважите треба да имаат тежина. Мене Infinity као знак ми е многу естетски, многу кул, меѓутоа откако сите тоа ќе го стават на нивното тело, веќе нема никакво значење. Барем за мене. Сите 3 тетоважи ги правев на 3 различни места. Реков дека имам за цел да направам ракав и кога ќе одлучам да ги спојам сите тие тетоважи, сигурно ќе му се вратам на оној од кој најмногу сум бил задоволен. Суштината на муабетот е таа, доколку имате било какво бонус прашање во однос на тетоважите или доколку сте од Куманово па сакате да ви препорачам некој тату артист, мајстор, веќе не знам како тие луѓе да ги кажам, луѓе што тетовираат, слободно јавите ми се во DM на Instagram. Поентата на целото видео е, као што реков, краток storytime во однос на тоа што ми значат тетоважите, од сега кога некој лайк им постави прашање Марио, а што ти значат тетоважите? Јас фино лепо ќе земам линкче, повели, уживај. Тоа беше се за ден.
Денеска од мене ви благодарам што го гледавте ова видео. Доколку сакате storytime видеа, обавезно ставете лайк, затоа што единствено така ќе знам дали да продолжам со некои мои животни приказки во однос на различни теми и на се она што вас ве интересира, така да обавезно и предложувајте ми теми за дискусија долу во коментар. Ставете лайк, поддржете ме, кликнете долу на subscribe, со тоа претплатете се на нашиот канал, сосема е бесплатно, а нам многу ни значи и ние се гледаме некоја следно видео. Ве љубам и чао!